Оваа сабота во Фактор среќа се дружиме со бисерното грло на Македонија. Таа е фолк икона наша македонска, солист првенец во танец и жена која со својот раскошен глас ја магипсува публиката секогаш кога ќе ја запее убавата македонска народна песна. Името и презимето на Сузана Спасовска се вистинска гордост за секој македонец, а мене ми представува голема чест и задоволство што денес можам да ја посакам добре дојде во Фактор среќа поддржана од Државна лотарија. Суза, добре ни дојде. Добро ве најдов, благодарам за прекрасната најава. Секогаш ми правиш убави најави, Ирена. Многу ти благодарам. Тоа е и повеќе од заслужено, јасно е и на публиката, и на гледачите, и на сите нас. Навистина си златно име во нашава земја, не само кога се зборува за музиката, туку воопшто во општественото живење, бисер македонски и секогаш си драг гостин во нашава телевизија, впрочем како и на сите медиуми, а посебно ми прави задоволство што и во Фактор среќа денес ке можеме да зборуваме не само за твојата исклучително богата музичка кариера, туку и за самиот живот, за среќата, за сите оние убави нешто што го прават животот да биде вреден и бесценет. Да, јас би посакала оваа емисија да трае долго, а и да биде малку подолга, бидејќи во овие минути навистина ќе имаме малку време да кажеме за се она што се случувало во животот, нели? Богата кариера, повеќе од 4 децении на нашата фолк сцена и сето 4 децении точно до оваа година. Значи, ова е веќе јубилејна. Да, јубилејна година. Нека е честита и да се множат јубилеите и 50 јубилеи, 60 и така натаму со Господ напред. Како ќе даде Господ. И целата твоја музичка приказна започна како што многу често бидува со сите што носат и од Бога имаат даден талент за музика уште од најраните години, што од детството. Уште како 11 годишно мало девојче стана дел од хорот Развигорче и растеше со песната. Да. И ја имав таа среќа што станав дел од хорот Развигорче, а потоа и од младинскиот хор, кај Запров, бидејќи многу е важно кога сте малечок и кога треба да растете, да напредувате, добро е да некој да ве насочи во животот, освен родителите, кои што мене ми ја дале таа слобода да можам да слободно да движам во животот, меѓутоа и Запров беше еден од тие кои што не само мене, туку и на сите кои што членувавме во неговите хорови, ни беше еден добар педагог и еден човек кој што не учеше на дисциплина, на одговорност, а сето тоа што го научивме таму, потоа можевме да го употребуваме во животот и полесно да поминуваме низ животот. Освен целата насока која што ја имаш добиено преку членството во тие хорови, маестро Запров, и што сметаш дека уште можеби било клучен фактор среќа да се оттурнеш понатака во една навистина професионална и исклучителна кариера, да почнат тие први големи настапи, па тие многубројни концерти, па огромен број на снимени аудио, DVD, изданија, проекти. Да. Тука да, среќата игра некоја голема улога, меѓутоа многу повеќе можеби е и самиот труд, сите жртви во работата, бидејќи ако не се вложувате, никој нема сето тоа да ви падне така од небото, нели? Значи мора да се трудите, мора да се насочите на правиот пат, на вистинскиот пат и да се обкружите со луѓе кои што во моментот можеби во тој момент ќе ве придружуваат и ќе ви бидат една потпора и помош. За среќа, јас сум имала многу такви луѓе во животот кои што можеби периодично доаѓале во мојот живот, но токму тогаш кога имало потреба од тоа. Потоа некои заминувале, некои и од овој свет заминувале, кои што оставиле траги во времето, а и биле едно камче во тој мозаик на градењето на Сузана Спасовска. И
токму затоа мислам дека освен големиот труд во мојата работа што сум го вложила и го вложувам се уште, мислам дека многу зависи од тоа да имате среќа да се обкружите и со добри луѓе околу себе и луѓе кои што ќе ви бидат соработници добри и кои што ќе ви помагаат во работата. Тешко ли беше да се гради кариера во тоа време, во 80-тите години, кога особено беа ригорозни критериумите, стандардите за да се влезе во продукцијата на македонската радио, телевизија, да се снима, да се биде дел од нашата музичка па ете, јас сцена? повторно имав таа среќа, значи премногу среќа во животот, што во првиот момент го имав на самиот почеток до мене ја имав нашата легенда Јонче Христовски, кој што ме однесе на сосема случајна средба, ме однесе во македонската телевизија. Таму веднаш се запознав со многу луѓе кои што беа многу важни имиња во тој момент во народната редакција на македонската телевизија, а секако и во тој културен живот. И само што ме однесе ми кажа дека сум ја имала среќата да тој да ме однесе, меѓутоа понатаму дека ќе морам самата да се борам и самата да чекорам во таа кариера која што ја сакав да ја градам и дека тој ќе биде тука за некоја мала помош, нели, но сепак за да изградиш кариера треба да цврсто да застанеш на земјата и да поставиш една своја цел и да одиш кон таа цел. Потоа почнав со снимања, на фестивали одев, добивав награди и имав многу концерти досега направено. Турнеи во Австралија 22 пати имам отидено во Австралија со по 10 концерти. Америка, Канада, Европа, секаде низ светот и сум навистина среќна што во сите тие турнеи, во сите тие концертни настапи и посета на македонците низ светот, сум имала можност да бидам и со легендите на нашата македонска музика, од кого што јас учев и се надоградував на некој начин, значи и од нашите големи легенди, како Јонче Христовски, па Васка Илиева, Сариевски, Петранка Костадинова и уште многу други, Анка Гиева и така натаму. Навистина многу нешто можеше да се научи од нив и можеби е најважно што ние младите пејачи во тоа време имавме една голема почит кон нашите легенди и едноставно бевме радосни ако бидеме на концерт со нив. Ете, јас ја имав таа среќа да бидам дел од тоа време, од тоа прекрасно време на естрадата македонска и многу пати бев на турнеи и со Васка Илиева и со сите други што ги спомнав, а ја имав таа чест и да настапам на концертот кој што беше последен концерт на Васка Илиева. 6 месеци после концертот таа почина и таа ме прогласи за своја наследничка со тоа што ми даде да ја допеам песната "Таа ја почна судба моја" и ми остави јас да ја допеам и ми посака да чекорам по македонскиот пат. Сушност тоа беше најважното нешто, значи таа не ми посака да пеам како нејзе, ниту да ја емитирам или да бидам нејзина копија. Туку ми посака да ја чувам песната која што таа ја творела, ја ширела низ светот, ја афирмирала македонската песна и да продолжам по тој пат. Јас се потрудив и мислам дека досега навистина многу време посветив на афирмацијата на делото, на ликот и делото на Васка Илиева. Сега треба да се препушти тоа можеби и на младите луѓе кои што допрва доаѓаат, кои што допрва ќе работат, па тие можеби еден ден ќе се потсетуваат на ликот и делото на Сузана Спасовски, така. Да, навистина многу достоинствено и доследно тој аманет од
големата Васка Илиева го Не знам дали- носиш сите овие 40 години? Да, може би е моменти да се подсетиме на 10 години од незината смрт, кој што мојата продукција С Национале направи еден концерт, каде што беше и ти дел од концертот, односно водител на концертот. Тоа беше така еден концерт посветен на целото нејзино творештво, на таа голема легенда. И после тоа мислам дека уште неколку пати имаше нешто заедно исто со Танец го правевме тој концерт. Потоа Танец имаше еден концерт посветен на Васка Илиева, па имавме концерт на Никола Бадев посветен на Сариевски и така натаму. Мислам дека време е веќе и за другите да почнеме да правиме, како за Јонче Христовски, кој што навистина беше една големина музичка. И за уште јас дури би се подсетила малку повеќе и на Кирил Манчевски. Мислам дека малку е запоставен во оној момент кога ете се подсетуваме на нашите легенди. Ги има Така, многу, Никола Бадев. Плејада, да. Правевме и концерт, да, со Танец за Никола Бадев. Повторно оваа година ќе имаме концерт. Значи, треба да се посвети внимание на сите оние кои што ја држале македонската песна во тој период, а потоа ние бевме само еден мост до оваа млада генерација, бидејќи ги извадивме и од заборав некои песни во овој период. Јас, например, во 94-та за прв пат направив едно CD со стари македонски песни, каде што беа застапени 10 песни од повеќето наши легенди и навистина мислам дека допринесов да се обноват тие, да се слушнат повторно во една моја изведба секако, бидејќи јас како пејач не можам и не би сакала да бидам ничија копија, туку да бидам своја. Мислам дека го постигнав тоа досега и да оставам еден свој белег во ова општество, а и во народната музика и македонската песна. И не е залудно публиката уште многу одамна те нарече Сузе Национале, што е доказ колку те сака народот и колку те прифаќа и колку си вистински амбасадор на македонската фолк музика и спаѓаш во она група малубројни пејачи кои што бескомпромисно чекорат по тој македонски пат, кои што пеат исклучиво македонска народна песна. А кога па ти ја интерпретираш истата, тоа веќе навистина е една посебна убавина, има посебна магија, без разлика дали е на некој фестивал, дали е кога ќе стапнеш на сцената на Танец и на вашите многубројни настапи тука кај нас и секако ширум светот. Па и тоа е среќа да сте дел од Танец, тоа е навистина една голема среќа, бидејќи токму тој е нашиот најголем амбасадор на македонската песна и игра. Сте патувале со Танец на сите континенти, во не знам колку држави. Каде според тебе најубаво публиката реагираше на македонската музика, на македонското оро? Знам дека е општо прифатена нашата музика, едноставно нашиот ритам ги освојува срцата на сите без разлика од каде се. Толкава е моќта на македонската музика, но имаш ли нешто во сеќавање посебно што било толку моќно и поразлично од другите земји? Некој да Па мислам дека секаде има таков прием. Секаде е македонската настапот. песна многу прифатена и покрај тоа што некаде не го разбираат нашиот јазик, нели? Да речеме еднаш бевме во Брисел со Танец. Јас тогаш уште не бев официјално дел од Танец. Меѓутоа бев надворешен соработник, што значи дека јас веќе над 25 години, можеби скоро 30, сум со Танец. И наистина беше едно огромно, прекрасно чувство кога ја пеев Судба моја. Луѓето не го разбираа јазикот, меѓутоа самата музика допре до нив, што почнаа да аплаудираат силно, па дури и со нозете за време на песната. Да тапкаат, за да покажат дека тие ја разбрале емоцијата. Ако не го разбрале јазикот, меѓутоа сватија дека се работи за некоја емоција, македонска емоција. И тоа е сигурно голема среќа за изведувачот кога е сведок на зборувам такво нешто. за Австралија, за
таму каде што има нашинци и веќе. така. На сите места каде што сме биле, навистина сме биле прекрасно пречекани. Како со танец, така и јас кога сум одела на турнеите. И тоа е една голема среќа што сум никнала во едно време прекрасно, каде што многу се почитувала македонската песна, каде што многу се почитувале македонците меѓу себе и сам луѓето, и каде што била почитувана традицијата и традиционалните вредности. Мислам дека полека се враќа таа љубов и почит кон македонската песна и кон помладите генерации кои што можеби еден период пружа отпор или беше тоа нешто што не ги интересираше доволно и на начин на кој што е потребен. Сега веќе гледам дека со задоволство и младите ги пеат македонските народни песни. Благодарение можеби на тие малку понови, помодерни аранжмани кои што допринесуваат да се доближите повеќе до помладата публика, бидејќи возрастната публика си ги знае оригиналите, ги знае и препеаните песни, меѓутоа младата публика побрзо можеш да се доближиш до младата публика со некој помодерен аранжман. Сузе, дали играш игри на среќа, дали некогаш си уплаќала лото, си гребела ли грипки и дали некогаш можеби нешто си добила? На времето кога имавме настапи, имавме и другарски вечери. Не знам, секојдневно беше тоа низ Македонија и секогаш имаше наградна игра. Јас мислам дека 2 пати нешто добив, не се сеќам што, нешто ситно, но многу. Нели и малечките работи се причина за среќа. И бев среќна. Инаку немам обичај да гребам, но секогаш очекувам од Бога да ми прати некој да добијам на лото. Нели јас сум од тие што не играат, а сакаат да добијат. Ајде да видиме сега. Ама еве сега. Да. Сега дали нешто ќе добиеш од Урбан Стил гребките на државна лотарија, парични добивки, еко, скутер има тука, ама треба да имаме Ова треба тука, 3 така. пулиња со ист износ, да. 3. Да видиме. Дали ќе ти се посреќи денес? Ќе има ли 30 пулиња? Тешко. Тешко, но може би следниот пат. Мислам дека немаме. Овој пат е оваа недобитна. Што ме оваа недобитна, значи ќе добијам седмица на лото. Сузе, не ги доизгреба овие Урбан. Дај да видиме. Еве се јас вака со ноктето. Ама не сепак недобитно. Едното Урбан 1, другите две се со Урбан 2. Но затоа имаме тука цело пакетче подарок од државна лотарија, па можеби среќата се крие во некоја од тие гребки. Можеби. А бидејќи Дај Боже. Да, бидејќи зборуваме постојано за среќата, ајде сега малку да позборуваме како ти ја доживуваш среќата и што за тебе е среќа надвор од музиката. И кои се оние ситни секојдневни нешта кои што те прават среќна? Да, работата секогаш ми била многу важна и секогаш сум среќна кога ја работам. Односно кога пеам, кога се дружам со мојата публика, кога патувам, кога концертирам и така. Меѓутоа, оние моменти кога малку имам слободно време, мислам дека најголема среќа ми причинува сега во овие години мојата внука Клара, посебно кога ќе ми рече бабо, ај сега не оди да пееш, дојди да си спиеш со мене и да се гушкаме. Поголема среќа не знам дали може да постои, барем за мене, но мислам дека и за секоја баба и дедо. Среќа е во животот и да се остварите како мајка, мислам. Тоа е голема среќа и нешто што е многу важно во животот, но кога ќе станете баба, тоа е нешто необјасниво и нешто што мислам дека не се споредува со ништо друго.
Така да во моментите кога сум слободна, а гледам што повеќе да бидам слободна и некогаш и намерно се ослободувам, ги поместувам моите обврски само за да си ја видам Клара, да си ја гушнам, да си поиграм со нејзе, сега ќе стане прваче. И нели децата како раснат, понатаму се помалку ќе може да ги имаме овие моменти. Но бидејќи сега ги имаме, јас сум најсреќната баба на светот. И прекрасно што е така. И ова што го кажуваш, сме го слушнали и друг пат во емисијата, Да. што значи дека вистина, дека тоа е една посебна радост и задоволство да Да, се сите дочека зборуваат и да се дека гушка баба е нешто внуче. посебно да бидеш. Меѓутоа тоа треба да го доживееш за да видиш како е. А бидејќи ги спомена обврските, дури и во моабетот поврзан со Клара, еве периодов веќе во тек се подготовките за предстојното издание на Лешочкиот Фолкфест, фестивал на кој што ти си директор и фестивал кој што секогаш се случува во предвечерието на големиот православен христијански празник, Успение на Пресвета Богородица, Голема Богородица, 27 август во прекрасниот живописен Лешочки манастир на отворена сцена, во еден прекрасен амбиент каде што самата црква Свети Атанаси и Пресвета Богородица и падините на шара даваат една неверојатна убавина и природна сценографија, како што кажав. Како течат подготовките и што е она што годинава ќе слушнеме и ќе како и видиме секоја на година, фестивалската сцена? многу години наназад, Лешочкиот фестивал ја собира онаа публика која што доаѓа и да запали свеќа за празникот, да се помоли за здравје, така и потоа останува за да ги слушне новите македонски рефрени од прекрасните грла на нашите пејачи. Така и оваа година, еве, работиме, скоро сме при крај, веќе уште малку време ни остана, но мислам дека ќе има многу убави нови песни македонски и се надевам дека публиката и оваа година ќе ужива. Секоја година станува малку се потешко и потешко да се одржува фестивалот. Меѓутоа, навистина, со сите сили се трудиме да обстои, бидејќи е единствен фестивал во тој дел западен на Македонија. Така да ние сме сите среќни, а и пеачите се среќни, бидејќи тој ден знаат убаво да се дружат, ќе се видат, не се виделе со месеци, ќе си кажат што е ново, што има, што нема, ќе се напијат по едно ракијиче манастирско, ќе си каснат нешто, ќе се дружат и сите се радосни и кога ќе заврши фестивалот, веднаш си обезбедуваат место за следниот фестивал, да не случајно ги заборавиме. И тоа е нашата најголема среќа. Бидејќи најприродно се одвива сето тоа во еден прекрасен амбиент, нема награди, сите сме исти пред Бога. Нема влезници, слободно може да се слушне музика убава, прекрасна македонска, да се видите со пејачите и сите се поканети. И добре дојдени. Ќе те слушнеме ли тебе годинава со нова песна? Јас секоја година задолжително настапувам. Јас не настапувам на фестивали, но на Лешочкиот фестивал не можам да избегнам, бидејќи сум секако таму. Зошто да не настапам, бидејќи таа публика и бара да настапам. И мене ми е многу драго и не сакам да ја оставам за помалку една песна да има од мене. Така да сите се добре дојдени на 27 вечерта да уживаме во македонската песна. А до тогаш, а и потоа, веќе сум посветена и на новиот видео проект Судба моја распеана, кој што ќе треба да се испромовира наскоро, но тоа секако ќе биде после Лешочкиот фестивал. 35 години Македонија слави независност, а јас славам 40 години оваа година, па на еден таков начин ќе се одолжам на публиката и со неколку можеби, доколку се најде простор, бидејќи навистина има многу ангажмани и многу патувања, можеби со некој црковен концерт, бидејќи не можеме да го запоставиме и Терирем како проект, кој што е многу значаен за нашата вера. И тоа е работа и само работа, но работата
покрај она, нели, внуката и тие мали задоволства со пријатели, роднини и слично, убаво е да се работи, да пееш и со тоа да бидеш среќен. Вака, кога те слушам, добивам печаток дека навистина дури во летниот период си постојано ангажирана. Имаш ли време малку да одмориш ова лето? Не. Или Не, ниту го ова, помина ниту работно? многу лета наназад, не. Константно сум ангажирана, немам време за одмор, но се надевам дека секогаш се надевам дека следниот период ќе ми биде малку послободен, па ќе искористам некој момент за да отидам неколку дена, ете така, да одморам, но засега тоа не може да се оствари, за жал. И па јас ке ти посакам, ако засега не може да се оствари, барем перспективно да успееш да најдеш малку повеќе ќе се време и за потрудам, себе, искрено, ќе се и за потрудам. одмор, за уживање, а до тогаш се разбира, успешно да ги заврши сите предвидени обврски и новиот видеопроект и новото издание на Лешочки Фолк Фест и се што е предвидено до крајот на оваа година. А од Државна лотарија еве еден скромен подарок за Благодарам. тебе, кога ќе пиеш кафе, кога ќе одмараш, да си гревеш од грипките. Да, благодарам. Па ако има нешто за фалење, да ни се пофалиш. Па ќе почестам како тама работа. Суза, ми беше чест и задоволство. Ми летна времето како да разговаравме 5 минути, а не речи си 30. Да. Но се надевам дека и ќе имаме повторно прилика за некој ваков разговор и во некое догледно време. Да, ние секогаш имаме за што да разговараме, бидејќи човек ако работи, ако твори, ако донесува нешто ново на светов, секако дека треба да има простор каде што тоа ќе го каже. Ти благодарам, Ирена. Јас ти благодарам за одвоеното време, а верувам дека и вие уживавте во ова саботно попладне, токму со Суза Спасовска и со разговорот кој што не потсети на само мал дел од блескавите безбројни моменти во незината богата музичка кариера, која посакуваме и се надеваме уште долго ќе трае и ќе се радуваме и ќе ја следиме. Од денешното издание на Фактор среќа толку, но се гледаме и следната сабота во истото време на истата фреквенција телевизија Алфа. Имајте убава вечер и уште поубав викенд.